Ајде да се вратиме на нашата омилена тема шах. Шаховската табла изгледа како матрица од 8 редови и 8 колони. Ваша задача е да се обидете да испечатите точки во форма на 8 на 8 матрица. Паузирајте го видеото пред да го видите решението. За почеток ќе печатиме само на конзола, но подоцна во другите курсови ќе видиме како да направиме кориснички интерфејс во Java и во Android. Сигурен сум дека не сте импресионирани од испечатената табла. Но ова е само почеток и доколку успеавте да испечатите точки во форма на 8 на 8 матрица, тоа е голем успех. Доколку не успеавте, ќе ви презентираме едно од можните решенија. Прво, надворешната јамка ја поставуваме да итерира 8 пати. Потоа внатрешната јамка да итерира исто така 8 пати. Потоа во внатрешната јамка испишуваме точка, тој дел од кодот ќе се изврши 64 пати. Па така ќе имаме 64 полиња. Надворешната јамка се извршува 8 пати, и во неа одиме во нов ред, бидејќи ни требаат 8 редови. Обичната принт команда ќе печати во иста линија. И внатрешната јамка ќе испечати 8 точки при секое извршување. Внатрешната јамка ја извршуваме 8 пати како последица на вгнездувањето во надворешната јамка која се извршува исто така 8 пати. Ви препорачуваме да се навратите уште еднаш на овие неколку слайдови и да се осигурате дека материјалот ви е јасен. Следен предизвик е да ја замените точката со тараба. Обидете се да ја направите формата на испечатената табла да има иста висина и ширина. Паузирајте го видеото. Сигурен сум дека ова беше лесно да се реши. Веќе започнува нашата табла да изгледа малце поубаво. Обрнете внимание на празното место после тарабата. Доколку го нема тоа празно место, таблата ќе биде многу повисока од нејзината ширина. Следниот предизвик е да направите разлика помеѓу црни и бели полиња. Например, може да ги представите црните полиња како тараба, а белите полиња како буквата О. Паузирајте го видеото и немојте да преминете кон решението. Многу е важно сами да се обидете да го решите предизвикот. За да ви помогнеме во решавањето, ќе ве водиме чекор по чекор. Да започнеме со разгледување на таблата и нејзините карактеристики. Таблата е составена од 64 полиња. Тие полиња се распределени во 8 редови и 8 колони. Нашиот прв предизвик беше да испечатиме 64 точки или тараби. Но сега, нашиот предизвик стана покомплициран и потребно е да печатиме тараба или нула во зависност од позицијата на полето. Како би пристапиле на решавање на овој проблем? Дали добивте идеја? За да ја испечатиме матрицата може да го искористиме овој код. Доколку успеавте да најдете решение, супер. Доколку не успеавте, сега ќе научиме едно од можните решенија. Веќе знаеме како да печатиме матрица од 8 на 8. И знаеме како да поставиме секаде тараби. Тоа што ни фали е како да одредиме кога да поставуваме тараба, а кога да поставуваме нула. Значи потребен ни е некаков услов, потребно ни е некако да одлучиме кога е црно поле, а кога е бело. Гледајте во матрицата пред вас и обидете се да најдите што е заедничко на белите полиња, а што е заедничко на црните. Не е потребно да ги проучите сите црни полиња, земете неколку и разгледајте ги. Обидете се да правите збир помеѓу редот и колоната. Што забележувате? Паузирајте го видеото. Секогаш кога збирот на редот и колоната е парен број, полето е бело. Секогаш кога збирот е непарен, полето е црно. Ова веќе ви го објаснува условот кој ќе ви помогне да одлучите дали да печатите црно или бело поле. Кажано со други зборови, дали да печатите тараба или нула. Обидете се да го составите условот. Паузирајте го видеото. На координати 0 и 0 имаме бело поле. На координати 4 и 2 повторно имаме бело поле. Секогаш кога збирот на редот и колоната даваа парен број се работи за бело поле. Така, многу лесно ќе го напишеме условот за одлука за боја на полето.
Ова е еден од начините за одредување на парен број е да поделиме со 2 и да немаме остаток, или остатокот да е 0. Секогаш кога делиме со 2 и остатокот е 0, се работи за парен број. Сега се што останува е да го сместиме тој услов во внатрешната вгнездена јамка. Честитки, вие испечативте шаховската табла. Нашата следна авантура ќе биде да поставуваме фигури на таблата.